Како што споменавме, денес имаме и оброк на денот, или сме токму овде во нашата кујна, во утринска на Телма, бидејќи меѓу другото, како што зборувавме, 16 октомври е и светскиот ден на лебот. И решивме да направиме една одлична целина и да имаме месено и испечено лепче во нашето студио, а од кој друг како не од нашата Јованка Бобејанковска или Bob's Bakery. Ако оние кои што следат на Инстаграм веројатно добро знаат за незините рецепти и она кое што може да се најде таму. Јованка или Бобе, здраво и добро ни дојде во утринска на Телма за прв пат оваа сезона. Оваа сезона за прв пат, добро утро и добро ве најдов. Драго ми е, супер ви атмосферава. Светло сепак студиото, ако е надвор сиво. Да. Малку да може и иако сме во таа сезона и тоа е сосем очекувано, сакаме да внесеме и ведрина во домовите на нашите гледачи, а меѓу другото и со нашите теми и разговори веројатно исто така и нешто ново или нешто што дополнително би внело пак ведрина и разноликост во нашата кујна. И топлина. Така е, точно. Кога си замислував како и на кој начин ете светскиот ден на лебот да се одбележи, нормално е дека прво што ми текне месено лепче, а второ што ми текна беше ти. Така да и бе во право со оглед на тоа што јас малку дзирнав, а сега ќе видат и нашите гледачи дека имаме навистина убаво измесени и испечени лепчиња кои што со задоволство ќе ги презентираме, а исто така и рецептот. И со задоволство ги подготвив. Да. Утринава ги печев. Не се сумневам, одлично и навистина преубаво изгледа. Многу домакински и иако не ми е пробано, веројатно апсолутно вкусно. Сега ќе пробаме. Да. Бубе, како и секогаш добро те знаеме дека сакаш да си декорираш и да си ја наместиш масата така, и тоа да изгледа да изгледа убаво, да му биде задоволство на човек и на оној кој што работи, но и на оној кој што гледа, така. Нас ќе ни биде задоволство да го видиме тоа и се разбира да си позборуваме. Така. Дали и дома најчесто вака се сервира трпезата или секогаш да биде... Да, секако. Тоа ми е најважниот дел, да не речеме. Мислам, сепак храната секако, ама најважна ми е презентацијата. Да. Ева го лепчето. Тука на даскава сега ќе се сечеме лепчето. Спомнав за Bob's Bakery или како ќе дојде во превод пекарата на Бобе, така. И кога ќе се спомне пекара, некако безброј работи ни текнуваат на ум. Рецепти, нешто што сакаме да го пробаме, може нешто што сакаме да го направиме. Доста интересни рецепти и гледам постакувани од страна на оние кои што те следат има токму таму, а го одржуваш балансирано покрај тоа што ти го работиш, нели? И го одржуваш профилот за да можете да биде тоа убав предлог за оние кои што те следат. Како си ти задоволна? Така и почна всушност. Почна во една група Здрава храна МК верзија, каде што видов дека секој дома што се подготвува почна да постираат. И некако смогнав сили и јас реков, ајде нешто ќе постирам. И така некако после како зараза ме фати, дека она секојдневно всушност не е нешто посебно готвење, значи бидејќи секој ден си готвам, снимав видео, па го споделува, фотографии, така да се дешавало и да ми се јавува некој да ми пишува денеска што направи, чекаме да видиме. А ја, например, сум рекла, денеска па да не станам досадна, нели, цело време да споделам. И така дојде до тоа да формирам како блог, каде што реков сите рецепти што ги споделувам да ги впишам, за да ги имам дека навистина се безброј, разни комбинации, нели, од традиционални, модерни. Да. Варијанти се што всушност ние конзумираме дома. Сега секој по вкус, нели? Така е, секој ќе се направи ја претежно сум по печените работи и затоа дојде името Бекери, дека некако се цело време осетив кога ќе пишувам нешто, кога ќе споделам, ми викам, еве од фурната сега излезе топло, па го снимам на чури, еве сега мирисот. Да, тоа можеме да го почувствуваме. Што секако мирисот е нешто најважно, поготово за лебот да кажеме, дека лебот всушност не е само храна, туку е мирис, вкус, а најмногу спомен. Така е. Значи, она која ќе го осетам мирисот на печен леб, одма ме потсеќа на детството, дома која доаѓав, мирисот цела зграда, да кажеме, мајка ме многу сака да пече, исто лебови кифли.
И тоа е тоа. Затоа велам дека лебот всушност за мене е како спомен, не е само храна. Така, и затоа ти задоволство и да го месиш и да го правиш различни, да употребиш, сакам да кажам, различни рецепти за лебот, и истовремено нели да го презентираме и ќе ни биде мило тоа да го направиме. Она кое што го споминавме за денешниот ден е дека всушност го става акцентот на тоа дека лебот е символ на живот, труд и заедништво. Од најстарите цивилизации до денес тој е дел од секоја трпеза и секоја култура, па без разлика дали е бел, црн, пшеничен, ржен, интегрален, нели лебот ја представува таа човечка креативност и традиција во подготовката на храна, а во денешно време имаме секакви видови на леб и различен начин на негово подготвување, од попрактични до потрадиционални и да речеме рецепти кои што можеби заземат малку повеќе време, но изборот го имаме во времето во кое што живееме и секогаш оној кој што милува да си го направи лепчето за дома, наместо да си го купи, постои начин. Да го слушнеме рецептот на овие лепчиња или конкретно повеќе, да, лепчиња. Ова сега што го сечам е тоа што го велиме од див квацец. Најчесто кога ќе пишам направив лепче од див квацец, ме прашуваат што е тоа див. Значи тоа е природен квацец од самото брашно што ми е подготвен и веќе го имам 2,5 години. И го чувам и цело време го прихранувам, го чувам во фрижидер и цело време кога месам тесто го правам од него. Тој е всушност она леп од кисело тесто што вела, што го подготвувале нашите баби. Сега ние што сме повозрасни, тоа малце може и да го памтиме, кога меселе леп и најчесто тргале малце тестенце, го ставале на ладно место, за другиот ден кога ќе месат, тоа е всушност квасецот. Така, а разликата која е, например, од... Разликата е во тоа што ова е природен начин и не смета воопшто, например, на луѓе што имаат проблем со желудник. Со дигестија. Да, со дигестија. Ове воопшто не пречи. Значи не прави надуваност во дигестивниот систем и е нормално ептен добар за варење. Да. И мириса специфично мора. И мириса. Да, убаво. Што велиме онака малце како кисело. Да. И ќе го пробаме наскоро. Ова ми се чини дека една од сезоните во кои што и најмногу можеби ќе се добие желба да си подготвиме лепче и да си го сервираме. Дали ќе биде тоа за време на оброк или ќе биде време за некое мезе, сепак во период во кој што ги имаме и македонскиот ајвар или сладкото или... Ја во моментов сепак да биде пак сладко, што велам, повеќе сум за сладкото. Носам домашен джем од сливи. Одлично. И сега еве тука ќе ти подготвам. Ке ни треба... Ја дека сечам од другото. Ова е малце подебело го исаков, бидејќи на крајот сепак корката е цврста, крцкава, а внатре е мек. Да. Еве повеле. Да, јас баш би сакала да го пробам, затоа што ќе го поделам на два дела, да тоа биде... Еве ти мало ноженца. Тука имаме мало ноженца, добро. Да, повеле. Спремна сум. Да, како и секогаш и верувам и за вкусот и не се сомневам исто. Значи тоа е за дивиот квасец, сега можам да ви го кажам и рецептот за леб што е обичен за сите лебови за подготовка. Еве јас ќе го пробам. Да, пробувај. Килограм брашно, една коцка квасец или да кажем ако правиме од див квасец, значи ја од прилика 100 грама ставам од квасецот, ставам лажица маслиново масло и 600 до 700 милилитри вода. Се замесува тесто, значи најважно за леб е тестото да биде меко, за да биде после и внатре меко. Да не е презаситено со брашно. Затоа водата е значи 600-700, ама зависи од кое брашно се користи и каков пива. Затоа пак сепак постепено се додава водата, не одеднаш, па да не биде претенко да кажеме. Тогаш може, значи не е проблем за леб, најлесно си да додаваш брашно, да. така. Сега да не повториме 100 пати па ќе направиме од кило, 2 кило, ама не е проблем, леб се јада, така да. Така, да. А ова е сега од обично, значи, лепче. Еве тоа. Инаку морам да ти кажам, меѓу време, дека ова е навистина превкусно. Крцкаво онака како што верувам дека многумина преферираат да го јадат и да го сакаат вкусот и вистински да уживаат. Видиме кога ќе пробаме лепче, сакаме да биде со убава структура. Така. И да не биде како... И да има внатре шупливо, да е безушесто, тоа е најважно. Така. Еве го ова е обично лепче. Значи,
За колку време не ги замеси овие лепчиња утрава? Значи, овие се од вчера замесени. Аха. А сега се печени. Да, да ги пече. Добро, и колку еве генерално време за Еве само замесување? да видиме како е меко. Курката е тврда. За да биде тврда курката и на обичниот леп, значи треба кога се пече во фурната, ставам една мала зделичка со вода. Значи да се пече така, затворено го ја печам со капак, па потоа ги отворам последните 10 минути за да добие боја поубава. Да, и тогаш курката станува, да, ако не потврда и крткава, така. Еве, види како си се направени во калапи, очигледно. Да. Овие ги прави во калапи, овде од озгора, значи кога ставам сусам или разни семки, правам малце вода со брашно, една лажица брашно и малце водичка, како каша густа да стане, течна, и потоа со четка премачкувам, па врз тоа го ставам сусамот. Значи лебот така го правам, не го мачкам со јајце. Така. И секако да биде постен или кое време на пости. Да. А инаку што би било во лебот мрсно? Не, ништо. Ништо не е така. Ако се така. премачка за семкиве со јајце, ќе биде мрсно. Да, некој ако тоа практикува да го прави. Лепчето секогаш е Да, посно. затоа и Ова е прашам. внатре, се овдека навакај, ова со бадеми го направи внатре. Еве тука направи мала декорација. И тоа ќе те прашам, ова е со овесни снеголки? Да. Да, И никогаш со не ми афијан текнало малце, да го направам, но очигледно еве идеја и Цвитчиња, креативност да. за некои што и така сакаат да го сервираат практично. Афион и Во средината и во како средина, листови да, листови со овесните овесни снеголки. Одлично. Исто значи од таа кашата брашно со водичка, мачкам на местото каде што сакам и лепам како цвеќе. Да. Значи тоа е сепак пак за оние што сакаат повеќе да декорираат, така. Да, и уживаат во А лепче правењето мислам дека секој може да подготви, со тоа што и тие што не сакаат воопшто ни тесто да фатат со рака, нели некој не сака воопшто. Да. Исто во ова може да го стави во миксер со маталка за тесто, да си се измеси, па да го остави да стаса, како што е процесот за лебот. Да. Од кога ќе стаса, директно ќе го префрли во здела каде што ќе го пече. Значи, може и така потечна состојба да е, да не го меси воопшто, ама миксерот да биде со миксерот добро измесен. Денеска Вилим имаме можност и секој според своите желби и временски, веројатно во временските рамки, со обврски со тоа што му дозволува секојдневиот, имаме можност да си купиме најразлични видови на леб. Но суштината е во тоа да го направиме истото и да уживаме во вкусот, во нешто кое што ние сме го направиле. Меѓу другото, верувам ќе се согласиш апсолутно, посебно ти дека правењето и месењето леб и во минатото и денес за оние кои што го прават представува една медитативна состојба, да речеме, или нешто кое што ти дава мир во душата и ти исполнува и сакаш да го правиш тоа, за да може да добиеме и ваков резултат, се разбира. Но ако зборуваме за примината на различни брашна, ако зборуваме за различни видови, ние знаеме дека имаме леб од хилда, имаме пченкарен леб и да не ги набројувам, нели интегрално брашно и така натака. Од спелтино брашно, секако. Така. Што е она кое што ти преферираш или си отворена, да речеме, за различни да кажеме рецепти во однос на овие кои би ги рекла како понови релативно рецепти на леб? Значи јас секогаш основа база за секој рецепт ми е традицијата. Правам од секакви брашна, но меѓутоа дома со сопругот конзумираме интегрално. Интегрално лебче, со тоа што го мешам со ржано брашно, интегрално, но секогаш додавам малце и бело брашно, за да има онака поубава. Иначе е цело малце како глетаво така. Самото брашно, интегралното и ржаното го прави тоа. И затоа секогаш мора мала доза да се додаде и бело брашно, за да биде онака по-убаво, кога ронливо. Интегралното би било би го тврднало, веројатно. Не, го прави лепливо. 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 И цело време малце како влажно стои. А ова си е го од белото. Може да го пробаме ова? Да. Ако може. Преубаво. Тоа е најубаво нешто, нели, да се пробува леп. За мене поготово. И кога би требала да одберам тоа или тоа, би бил тоа намислено тежок избор, навистина. Да. Тоа е тежок избор. Различни се вкусовите, но сепак. Да.
Мислам дека доволно инспиративно ќе делуваме денеска на за лепче. оние особено домаќинки кои што не следат, а сакаат да печат леп, ама многумина па ќе речат има се што може да се купи, немам време, нели тоа да го направим да го подготвам. Иако времето во обстојување, односно во стоење на одстојување на тестото е времето кое што се одзема, а останатото нема филозофија. Тоа добро го Така да знаеме. тогаш се врши секаква работа. Да. Не е проблем. Важна е желбата, како секогаш што кажуваме. Нормално. А толку е лесно, значи може и само во миксер да се направи, се остава да стаса, се пече која сакате, значи може во фрижидер да стои и цела вечер тестото. Да. Ќе биде уште поубаво со повоздушесто. Да. Меко, а надвор тврдо, што велиме, тврда корка. Така да мислам дека не е никаков проблем. Убаво би било и да биде за секое семејство, макар еднаш во месецот, некој Да се направи. викенд, да се направи некој лепче, да се испече. Значи, друг е мирисот во домот. Верувам дека ти бобе правиш често. Да, Само правиш или некогаш знаеш и да купиш? знам и да купам. Значи наизменично. Лепче наизменично, да. Да. Но сепак кога ќе виде сопругот дека е купено, вика зашто не испече лепче. Навикнате, значи навикнат се, друг е разбира. вкусот и веќе вика не можам да јадам од другите лепчиња. Така е, да. И сосема го разбирам, да. Кога ќе се навикне човек на ваков вкус, веројатно може одма да направи разликата. Разликата во работата од нели она кое што можеме да го видиме во продавниците, од нешто што е направено вака навистина вкусно, ја гледаат и луѓето надвор од нашата земја, поточно твојот квалитет на работа, а тоа го докажува и твоето присуство на едно од списанијата, ако добро ми кажа, Да, во Кипар, да, во каде што имаш приложено и твој рецепт. Па, ајде малку и за тоа можеме да споделиме во овие минути. Па ми се јави некоја новинарка, Елени, и ме предложи дали сакам да направиме кратко интервју и да споделам некој наш македонски традиционален рецепт. Ја го споделив рецептот за тикварник, што е од преземен од мајка ми, од баба ми всушност. И сега во оваа сабота беше веќе излезено во печат. Сега го чекам, рекоа ќе ми го пратат по пошта за да го земам списанието. Да, затоа и ние го немаме вака да го покажеме. Така. Да, но тоа е добар, да речеме, доказ, но не само доказ, туку и една дополнителна мотивација, како потврда за твојата работа, а верувам кај тебе во она што го правиш дополнително да ете и тие рецепти традиционални и она кое што знаеш да го внесеш, да создадеш нешто свое, да продолжиш и да го правиш понатаму. Така е. Знаете, јас готвењето го сваќам како некоја врста на уметност, да. што цело време се надоградува, се менува и имате некаква слобода всушност. Да бидете Тоа е креативни, најважно, да, и да уживате. Да излезе вашата креативност. Значи, секако на различни, значи јас секогаш лепче правам, но секогаш денеска е во оваа форма, утре округло, па сега ќе ставиме бадеми, друг пат семки, значи секогаш сакам нешто поинтересно да пробам, да видам. Да. И да изменам во рецептот. Тоа ми е можда и мана некогаш, некој ќе рече сакам такво класично, нели? Да, а јас секогаш нешто менувам. Да, па добро, тоа е всушност креативноста која што си работи или која што треба да се истакне, а еве во однос на формата сакам да покажам дека имаме едно лепче во форма на малку поголем мафин и ова е интересна форма заради тоа што Тоа за тебе го спремив подарок. Многу ти благодарам. Да, ќе остане вака цело. Да. Да, и ова е нешто кое што е како да речеме за еден човек или како може кога би сакале да сервираме и секој да се послужи, нешто што е доволна количина, доволна количина да биде за убава закуска. Ако сакаме пола-пола, може со нешто солено, може со нешто благо, секој како милува. Важно е да имаме само, ако сакаме да го направиме, да имаме калапи соодветни и да може тоа да се сработи. Не мора да се соодветни, значи ја имам мали калапчиња како за тарче, гравче, за и така си го ставаш во... Да, вака го ставам со секартија во тоа што ќе го печам во формата. Значи во секоја што е огнеотпорна. Не треба специјален калап. Да, одлично. Баш ме милуете што имавме можност и на денешниот светски ден на Лево да го презентираме на ваков начин со различни рецепти во различни форми и во одлични вкусови. Кога зборуваме за вкусовите
Знаете, секој има право на свој избор што сака да одбере и да ужива во истото, но никој не би одбил вкусно лепче со во сладко и сладкото е преубаво и од тука би те прашала. Тоа е джем, извини. Джем, добро, од джем. сливи. Да, добро што ме поправи. Джем. Сега да кажам, сладко пробуваме и некако и во овој дел од денот ни треба малку повеќе шеќер, но се разбира природен и вкусен. Во однос на джемот и тоа си подготвуваш, што е оно кое што или кога најчесто го правиш тоа и од што, од кој овош? Најчесто, значи кајсија, јагода и модри сливи. Тие три, правам сладко и од смокви. Джем имам правено, ама не ми остал по голем впечаток. А овие три, пошто децата тоа ми јадат, и само тие претежно ги правам. Да. Пак ќе уживаат навистина и во вкусот на джемот, како што ние денес имаме прилика да уживаме, се разбира, а за оние кои што те следат и на Инстаграм и кои очекуваат секогаш како што видиш нови рецепти, иако и тоа не е баш едноставно постојано да се постира и да се подготви па да се нели намести како што треба за да биде. Сепак треба време, зашто сепак јас снимам видео, па го монтирам, значи тоа е пак подолг процес, некој е нестрплив одма, ја ќе кажам нешто во најава пуштам, пошто стварно ми е мерак онако излага од фурна или кога го правам, да кажам дека нешто правам. И веднаш прашуваат рецепт, викам ќе биде, само малце бидете трпеливи, за да сакам толку едноставно да им го презентирам, за секој да може да го подготви. Да се долови. И ќе им најавиме дека веројатно во периодот кој што следува, есенско-зимскиот период, имаме толку многу убави сезонски нели производи, поточно овошја, зеленчуци, тиквата ја имаме. Тикварникот рецептот ни го спомена, го имаш на Инстаграм тој рецепт? Да, го имам. Значи можеме да го најдеме и тој кој што ги има во кипарско списание, кој ќе стигне наскоро и можеме да подготвиме со оглед на тоа што сакаме да уживаме и во вкусот на тиквата. Бобе, пред крајот дали имаме нешто ново што би можеле да најавиме од тебе или ќе се видиме и во следна прилика со нов рецепт, па тоа ќе ни биде најавата? Да, ќе се видиме во следно. Да, ти благодарам многу што денеска навистина ни го донесе овој тазе печен леб и овие рецепти имавме може да ги прикажеме на светскиот ден на лебот, како што споменавме, каде повторно се подигнува свеста колку е важен во нашата исхрана и што всушност значи кога ќе си направиме лепче за своја душа. Ви благодарам на поканата и навистина ми е чест што на овој ден се сетивте на мене, на мојата пекара и што дојдов во вашето студио. Да. Оние кои што те знаат, ќе речат има и зошто и бевме во право, ние ќе уживаме во ова вкусно лепче, а се разбира доколку и денешниот ден вие така го одбележите, уживете во вашиот рецепт, а можеби и овој на Јованка Бобејанковска. Тука завршува нашиот оброк на ден и продолжуваме уште малку со останатите содржини на утринска на тема. Останете со нас.